Фудбалскиот клуб Пелистер викендов започнува со надпреварите во првата македонска фудбалска лига. Во првото коло, љубителите на фудбалот во Битола ќе можат да уживаат во пелагониското дерби. За очекувањето од надпреварот разговаравме со тренерот Наум Лјамчевски, како и со напаѓачот Антонио Бујчевски. Четирнаесет дена во Банско, потоа уште два надпревари одиграни во Битола и во Кичево, ако не се лажам. Дали е веќе подготвена екипата за предизвиците за оваа сезона? Добро рековте вие, после Банско играхме уште два надпревари, едно со Глазрим и другиот со Академија Пандев, доста квалитетни надпревари, иако со второлигачи. Мислам дека играја скоро сите играчи, покажаа завидна форма, така да малку сме ние сега и на сладки маки можда и сме така во некои дилеми. Меѓутоа до почетокот на надпреварот ќе ги разрешиме тие дилеми, се надевам дека спремни ќе очекаме надпревар со победа. Како сте задоволни од досега прикажаното од новите засилувања? Видите, ова екипа треба допрва да се воигрува, треба допрва да се формира, бидејќи доста играчи дојдоа нови и ни една екипа не може да се створи, да речем, за тие месец дена кога што се справаме ние. Меѓутоа, во тие работи ги решаваме, покажавме по припремниот период доста успешни резултати. Сега каму среќа, Господ напомне да тоа го повториме во првенството. Се надевам дека цела јавност ќе биде задоволна од она што ќе прикажува Пелистер во есенски дел.
Во последниот надпревар со победа Пелистер беше поразен со 4-1, но тоеш многу работи се променија. Како ги оценувате шансите за овој надпревар кој се игра викендов? Добро го споменавте, тој надпревар можда за мене тој е еден надпревар кој остави неповолена трага. Во никој случај не очекував дека така нешто може да се случи, но ете тоа се случи. И многу би сакал да биде ово такмица реванш за тој надпревар. Сега дерби е, голем дерби, зборуваме пелагонски дерби, како се работите на настаните на теренот ќе видиме, меѓутоа многу би сакал да се реваншираме на победа за последниот пораз. Како сте задоволни од ждрепката за надпреварите кои ќе се играат во првата лига, барем првите неколку кола? Ја гледате ли шансата за освојување на поголем број на бодови по Пелистер да може добро да ја започне сезоната? Па јас ви кажав, ви напоменав вас дека ова е секој противник е тежок на свој начин. Во оваа лига нема, мислам, фаворитите, Шкенди и Вардар нека се изведат, не е проблем, меѓутоа и тие ќе наидат на доста препреки по текот на првенството. И тука сме скоро сите и се начини во тој дел. Ценам дека до последното коло ќе се води борба за местата кои во Европа и за местата кои водат во понизок ранг. Ние мислам дека имаме доволно сили да се приклучиме по врвот на табелата, но ви реков ќе покаже времето дали нашите очекувања се исправни и дали се во ред. Добро работевме, добро се справивме, уште сега да реализираме првенството. Како сте задоволни од направената ждрепка и за купот на Македонија? Ме прави да се извинам да сакате малце ново што рековме за првенството. Покрај првенството ние во купот имаме амбиции поголеми. Имаме 25-6 играчи со солиден квалитет. Ќе атакуваме можда на што подобар пласман во двете конкуренции, меѓутоа во купот сакаме да малце акцентот биде поголем на купнат првенство. Пред неколку дена веќе официјално новите спонзори влегоа во клубот. Дали може да се каже дека сега Пелистер е на стабилни нозе и може да се развива и понатаму? Видите вака са Пелистер, уште со најавувањето нивно, дека ќе пристигнат во клубот, осмени односот комплетно, како во просториите, така и во надпреварањето. Така да ние и во баражу, ја се напоменав неколку пати дека сме преблагодарни на спонзорите, и во овие припреми ги поминавме, можам да речем нешто најдобро што може да се помине. И сега тоа е на наша должност и на наша врска, што подобро да вратиме на некој начин на тие спонзори. Од нивна страна сме преблагодарни и презадоволни за она што го направија во текот на овие припреми. Господин Лемчевски, јас ви благодарам, ќе ви посакам успешен старт на сезоната и сега во големи успеси оваа сезона. Јас многу ви благодарам, вие што сте стално присутни со нас и се надевам дека како и публиката и вас нема да ве разочараме. Како си задоволен од тоа како поминаа подготовките во Бугарија, постигна и неколку голови на тие подготвителни надпревари? Па, поминавме одличен период во Бугарија, феноменални услови за тренинг, за работа, под професионални услови све. Јас лично сум задоволен, како што кажавте, постигнав многу голови. Во одлично темпо, одлична форма се тренира и екипата и сите. Мислам дека ќе биде добро. Дека недела ќе биде одлична такмица. Очекуваме и посетеност доста голема од битолчани, знаеме дека се желни за прволигашки фудбал. Па другото ќе видиме. Можат ли битолчани да очекуваат многу голови од твоја страна оваа сезона? Па јас искрено се надевам, се разбира работа на напаѓачите да се постигнуваат голови, да не служи здравје, добро здравје и се разбира максимално залагање. Мислам дека голови сами ќе се пристигнат. Пред неколку години ти претходно беше во Пелистер, па направи трансфер во неколку други клубови и се повторно се враќаш во Битола. Што е она што те натера повторно да го облечиш зелено-белиот дрес? Да, како што кажа, јас сум повратник во Битола во Пелистер.
Па што? Па пред се и организираноста и посветеноста на луѓето околу клубот, како и структурата на клубот и играчите. Се си приносвато за да се вратам, да кажем, дома. Така да се очекуваме само успеси. Така, јас ти благодарам и ќе ти посакам големи успеси оваа сезона, а секако и понатаму во твојата кариера. Ви благодарам вас што ме посетивте и се гледаме недела.